Ако се докаже вина, Груби сам ке се повлече. Се повлекувам, ама сум чист како солза. Со овие две изјави, Ахмети и Груби како да признаа дека наводите на американците, заради кои името на поранешниот прв вице-премиер осамна на црната листа, се вистинити. Иако одлуката нагласува дека таа не е за осуда, туку за потикнување на подобрување на однесувањето, јас пред Бога, семејството и пријателите сум чист како солза, но со намера да придонесам за вистината која многумена од вас гледам дека веќе ја знаете, а за да не бидам ничии политички товар, решив да се повлечам од јавниот живот и за ова го информирав председателот Ахмети уште од првиот ден. И додека Груби рони чисти солзи, она што претходно го изјави лидерот на ДУИ фрла дополнителни сомнежи на целиот случај. Али Ахмети, бранејќи го својот близок партиски соработник, вчера рече дека Груби бил совесен и одговорен и дека ако се утврдело вина, тој сам ке се повлечел. Груби е совесен и одговорен, нема потреба партијата да го отстрани. Тој сам ќе се повлече од сите партиски функции. Сега останува нејасно кој бил во право. Ахмети кој најави повлекување ако се докаже вина или Груби кој сепак се повлече, ама тврди дека бил невин. Не е ни јасно што значи ставот на ДУИ дека ќе ја почитуваат одлуката на Стейт Департментот, дали јавно ќе се оградат од Груби или ќе бараат судска разврска на случајот. Сомнежите на САД дека поранешниот прв вице-премиер влијаел врз судството го натера и обвинителството да отвори предмет против Груби, но и против судијата Енвер Беџети, кој му прави друштво на ажурираната црна листа. На ова реагираше и апелацискиот суд. Оттаму порачаа дека граделе отпорност кон политички или други влијанија и даваат поддршка на институциите во гонењето на корупцијата во собствените редови. Апелациониот суд Скопје ја поддржува секоја заложба на надлежните државни институции за откривање и борба против евентуални случаи на висока корупција во судството, заради зачувување на интегритетот на судиите и судството во целина, но со почитување на начелото на презумпција на невиност. Санкциите од Вашингтон за Артан Груби, по оние за Рамиз Мерко, може да се толкуваат како вториот жолт картон за интегративците, кои само со зборови се залагаат за борба против корупцијата, додека повеќето нивни функционери тонат во сомнеж за тешки криминали.